Би го спомнала и McKinsey репортот кој во 2012 година го издаде една независна ревизорска куќа која се бавеше со истражување на примена на GS1 стандардите на глобално ниво и според нивните истражувања што они ги направила ни светот дојдова до овие сознанија. Ја не сакав на почеток да ги потенцирам, бидејќи за тоа сум зборела и друг пат, дека зашто овде пред се не е само дата матриксот во прашање за кој денеска зборуваме, следливоста. Тука е и спасување на човечки животи, намалување на трошоци. И според, сега да не лжам, да ви прочитам дека со имплементација на глобалните стандарди низ целиот синџир на снабдување во здравството, збориме за глобално ниво, можат да се спасат од 22.000 до 43.000 животи и да се избегнат од 700.000 до 1.400.000.000 случаи на инвалидитет кај пациенти. Користејќи контролни системи базирани врз стандардите на глобално ниво повторно, може да се спречи влез во легитимниот синџир на снабдување на фалсификувани лекови вредни десетици милиони долари. Проценка е дека трошоците на здравството на глобално ниво би се намалиле за 40 милиарди до 100 милиарди преку имплементација на глобалните стандарди. И на крај усвојување на што преска го реков на една единствена група на глобални стандарди чини значително помалку отколку примена на повеќе различни стандарди. Се проценува 10 до 25% помали трошоци за учесниците во синџирот на снабдување. Бидејќи сега GS1 стандардите се повеќе се популаризираат и сите стейкхолдери се свесни за нивните бенефити кои они ги донесуваат, меѓутоа доскоро имаше примена на различни стандарди и тоа сака да се потенцира во овој репорт, кој исто така можете на нашата веб страна да го најдете и кој е многу популарен и често цитирам, бидејќи е направен од независна куќа. Не би должила многу да зборам за бенефитите на GS1 стандардите, бидејќи нема крај, што да ви кажам. Меѓутоа, секаде каде што започнала со нивната примена, биле задоволни и навистина ги осознале и во пракса овие бенефити кои ги носат, затоа што во почеток може би вложувањата се поголеми, али на крај сето тоа се исплати.